Добро, денеска повторно сме во Чаир, да се видиме со граѓаните тука во населените места, во малата, пред зградите да разговараме за сите нивни проблеми. Се видовме доста и со повозрасни луѓе, со пензионерите, кои не замолија да се зголемат пензиите. Не замолија реално да се зголемат пензиите, а некако изминативе 3 години кои постојано се ветуваше, но за жал пензионерите не добија ниту еден денар. Затоа ние се обврзуваме и ветивме на сите пензионери дека ќе ги зголемиме пензиите за преку 20%, бидејќи они заслужуваат и се столб на општеството. Они тука во Чаир години и години живееле, сакаат да останат тука, но затоа ние треба да им го подобриме животниот стандард. Но не само и пензионерите, и сите останати. Затоа и ветуваме и поголеми плати за сите останати, ветуваме подобар животен стандард. Ветуваме инфраструктурни објекти. Ветуваме поголеми капитални инвестиции, бидејќи знаете, позади мене се наоѓа тука поликлиниката во Чаир. СДСМ ја ветуваше дека ќе ја реновираат комплетно, но може да видиме дека едно камче не е мрднато. Ние можеби ветуваме илјадници проекти, но сите тие се издржани. Сите тие ќе бидат исполнети, зашто ние стоиме позади секој еден проект. Можеби не ветуваме се и се што, но она што ќе го ветиме ќе го исполниме. Тука доста граѓани се чувствуваат како граѓани од втор ред, бидејќи институциите не работат за нив, бидејќи општината не им помага, бидејќи централната власт сосема ги заборави. Затоа, почитувани граѓани, почитувани сите што живеете во Чаир, дајте ни ја поддршката. Дајте ни шанса да направиме обнова во Македонија, да направиме обнова во културата, да направиме обнова во инфраструктурата, обнова во уметноста, обнова на традицијата, на достоинството и на семејните вредности. Обнова на секаде. Многу е важно бидејќи Чаир е едно место што заслужува посебен акцент, поготово во Скопје. Чаир не сме да се заборави и овие луѓе тука останат и се да живеат и сакаат само една подобра перспектива, еден подобар стандард и се разбира нивните деца да останат да продолжат тука. Но за да останат да продолжат тука, треба обнова на Македонија. Затоа ги повикувам сите граѓани да излезат и да ни дадат поддршката, а после 16 ние да работиме секој ден за секој ден граѓанин.